некаде од 12 век до крајот на 13 век Цареви кули е, како да кажем, мислам дека е еден од најбогатите во нашата земја. Огромна раздвиженост, огромни наоди, многу голем број на наоди, голем број на предмети поврзани со активностите. Знаете, на тони се тие предмети, пред се керамички, потоа метал, сработи за стрелки, монети, практично сето тоа кое што дава еден голем импулс, а ако погледнете во историските извори во тој период некако најмногу живее овој град. Знаете, во среден век, во 12, во 13 век, Струмица е еден од најголемите центри на Балканот. Можам слободно тоа да го кажам, на овој степен на истражувањата, еден од главните административни, па и црковни средишта, еден од главните воени упоришта, еден од главните градови кај што се развива трговијата, економијата, културата, ако сакате. Така да, среден век е многу битен за самиот град, затоа што во тоа време Струмица била како нешто денес да кажеме, па еве слободно можеме да кажеме како некој поголем град па и во Европа, ако сакате, знаете, не можеме да се мериме со Венеција или Дженова или не знам. Меѓутоа, овде на Балканот, да. Овде на Балканот е еден од најголемите гради. Например, во тоа време Белград бил многу помал град од Струмица. Многу по-небитен град од Струмица, додека Белград во Србија. Или па чак дури и Софија, ако сакате. Охрид во тоа време бил на некое рамниште, меѓутоа Струмица, еве, например, во тогашните мапи, карти, ги нема другите градови. Но нема Скопје, например, Струмица ја има. Знаете колку бил значаен центар. И сето тоа ни дава за право, практично Струмица да го ставиме еден од најбитните средновековни центри во нашава земја.